Утре е прочка, ден кога се простуваат не само луѓето, туку и небото и земјата. За да си простуват луѓето, обично се рачуна старите да простат на младите, ама и младите треба да простуват. Сите сме луѓе и сите правиме грешки. Според црквата, простувањето е суштината на великденскиот пост. Постот не е само воздржување од храна, туку правење од добри дела, измирување меѓу ближните, па така сите оние, како што востановила црковната пракса, кои што сакаат да започнат да постат и својот пост да го крунисаат со пристапување кон светиот пут, односно кон светата тајна причест, денот прочка е најпогоден за измирување со нашите близни. Кај нас празнувањето на прочка го одбележуваат 3 работи – портокалот, рибата и баклавата. Но тоа е градски адет, велат по старите Штипјани. Ние на село не сме во баклава правиле, ни портокали. Тука дојдеме у Штип, тука прочка, баклава, портокали, а на село сме правиле баници сукат, риба прашат. Тоа едно време имаше булгур од пченица. Тоа смел, суби пиперки, суби патиџани, да тоа стават. Тоа сме причекували на село прочка. И се во ова како вовет во најголемиот и најтежок пост во христијанството, великденскиот. Се пости на следниот начин, од понеделник до петок е на вода, без употреба на масло. Сабот и недела е дозволено употреба на масло, додека риба е благословено на празниците Благовештени и на Цветници. Освен религиозно и духовно, постот има и големо здравствено значење. Сепак за наместо здравие тој да не ни донесе проблеми, што и како ќе се јаде, треба да се внимава. Пред верниците се 40 денови на пост и молитва, време потребно за да се подготва духот и телото за најрадосната вест во христијанството, Воскресението Христово.